болницата во Кавадарци сме, општата болница, градоначалникот, директорот на болницата, за убав повод сме овде. Така, баш така, е прв ден од новата година, за убав повод, тука во општа болница, регионална болница во Кавадарци, да го посетиме новороденчето, кое што го имаме добиено после полноќ, колку што имаме се првите информации, машко бебе, родено после 12 часот од Кавадарци, така да еве да им честитаме и на семејството, меѓутоа и на сите жители на општина Кавадарци, да има здравје, успех и берчет. Денес во нашата болница, во 15 минути после полноќ, со царски рез породено е здраво машко дете. На семејството им ја честитам првата рожба. На мајката и посакувам побрзо опоравување, а на новороденото среќно и безгрижно детство. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот и на Сојот на општина Кавадарци за одличната соработка што имавме минатата година. Истовремено сакам да се заблагодарам и до колегите од гинеколошко-акушерската клиника од Скопје, кои се овде повеќе од 2 години и кои со своето залагање и стручна експертиза овозможија поквалитетна здравствена заштита на жените од нашиот регион. Воедно ја користам приликата од моје лично име и од името на вработените во нашата институција, на граѓаните на општина Кавадарци, да им ги честитам новогодишните и божичните празници и да им посакам многу здравје и среќа. Благодарам. Породувањето помина одлично. Новороденчето е тешко 3800 грама, машко дете, 53 сантиметри. Царски рез направивме во 15 минути после полноќ. Мајката и детето се во одлична состојба, ќе ги видите. Ја користам оваа прилика да ги честитам празниците до гледачите на вашата телевизија. Благодарам. Каква е состојбата на гинеколошкото одделение, како сме овие 2 години во Кавадарци, односно во овој регион? Овие 2 години има огромни промени на гинеколошкиот оддел, со оглед на тоа да Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство Скопје покрива здравствено го покрива регионов тука. Имаме зголемување во број на операции. Претходнава година направивме 145 хируршки интервенции, а по бројка на раѓање имаме 341 раѓање, од кои што повеќето се машки. Значи, дефинитивно машки крај. Па синоќа, новогодишната вечер, во тој поглед, помина одлично, да ви кажам. Така да немавме некои поголеми инциденти, сите други беа со хронични болни и болните беа прифатени во нашата институција.